Негатор на македонскиот јазик, предводник во битката за вето за Македонија во Европската Унија, заговорник за впишување на бугарите во македонскиот устав, двигател на негаторска политика кон македонското малцинство во Бугарија, кој е новиот бугарски лидер Румен Радев, политичар кој во изминатите години континуирано ја гради оваа позиција, преку изјави, услови и конкретни политички чекори. Својата политика кон Македонија, според која македонскиот јазик потекнува од бугарскиот, според која македонската историја треба да се дели со бугарската, датира одамна. Уште во 2020 година Радев од позиција на претседател на Бугарија се закани дека ако Македонија сака да почне преговори со Европската Унија, мора да исполни неколку услови, односно не можело да се прават компромиси со историјата, идентитетот или јазикот, или со барање за национални малцинства. Тези хора се професионалисти во својата област. Луѓето од Бугарско-македонската комисија се професионалци. Тие ќе ги бараат и бранат како и досега историската вистина и бугарскиот национален интерес. Мојата порака до нив е дека политичарите не може да абдицираат од овој важен процес за Бугарија, Македонија и Европската Унија. Крајно време е да се најде политичко решение што ќе ги потврди сите принципи на почитување на историјата и добрососедството и почитување на нашиот идентитет и јазик. Со текот на годините реториките на Радев се засилуваат. Тој е првиот бугарски политичар кој како услов за Македонија го постави влегувањето на бугарите во уставот, далеку пред тоа да биде ставено во фамозниот француски предлог. Суштинските преговори за членство, согласно преговорната рамка, не се започнали. Те ще започнат едва когато Република Северна Македонија впише българите в својата конституција. Така че това трябва да е многу јасно. И неколку месеци подоцна тогашниот претседател повторно потсети, Македонија нема впишано бугари во уставот, затоа ќе се седи во чекалницата за Европската Унија. В момента мога да кажа, че ние сме в состояние на вето. Именно това решение, което успяхме с много усилия да прокараме в преговорната рамка, до последния момент, преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в Конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Радев отиде и чекор понатаму. Рече дека ако ги ставиме бугарите во уставот, тоа не е гаранција дека преговорите ќе започнат. Тоа било само преелиминарен услов. Па се осврна и на македонскиот јазик, кој никогаш не го викаат македонски. Факт е дека Бугарија никогаш не го оспорувала правото на граѓаните на Македонија да го дефинираат својот современ идентитет и да го нарекуваат својот службен јазик како што сакаат. Бугарија само реагира на обидите да се изгради идентитетот на земјата на антибугарска основа и со присвојување на бугарската историја, слично на опседнатоста на Скопје со античкиот период до потпишувањето на договорот со Грција во 2018 година. Со доаѓањето на новата функција, ставовите на Радев не се менуваат, тие продолжуваат по истата линија. Историјата, јазикот и уставните измени остануваат услов, а европскиот процес врзан за нивното исполнување.